19 ноември се одбележува како меѓународен ден на мажите. Се одбележува во повеќе од 70 земји низ светот. Кај нас во Македонија без никакви активности ќе се одбележи овој ден, но за нас одличен повод денеска да зборуваме за една многу убава манифестација во исчекување, а годинава пето јубилејно издание за избор на маж на годината. Со мене во студиото организаторот Мартин Костадиновски и мажот на годината за 2021, нашиот добро познат професор доктор Сашко Јовев, инаку директор на јавната здравствена установа, Универзитетска клиника државна кардиохирургија. Така, да. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам што сте заедно тука со мене да го одбележиме меѓународниот ден на мажите. Еве, имаме ние активност со која што ќе го одбележиме денеска. Иако зборувавме дека кај нас без активности се одбележува денот, во повеќе од 70 земји се слави денешниот ден. Одличен повод беше да зборуваме за настанот, ќе започнеме со Мартин со тебе како организатор на настанот, пето јубилејно издание за настанот кој што ја преживеа и короната и во време на короната додели признанија, а годинава пето јубилејно издание. Со која цел го организирате? Така е, Јована. Најпрво благодарам што ми дозволи, што ни даде можност да поразговараме. Како што кажи во најавата, да, месец ноември денеска е денот на машкото здравје, како кажа. Па некако се врзува со машко здравје, се што е во поглед на меѓународен ден на мажите и новембар добро познатиот. Да, така. Токму затоа и настанот е во месец ноември. Или месецот на машкото здравје. Ова ни е пета јубилејна година. Оваа 2022 започна, целата приказна започна во 2018. Целта на настанот е мажи на годината, или како што секаде се вели низ Европа Men of the Year Awards, е настан кој што е или манифестација која што се одбележува во насекаде низ светот. Мислам дека во повеќе од 70 земји. Сметавме дека и кај нас е нешто што недостасува, нешто што треба да има нека манифестација која што ќе го признае, која што ќе го одбележи успехот на луѓето кај нас. Пак ќе кажам, можеби е сепак настан кој што е специализиран, да речеме, за мажите, но сепак е од друга страна настан кој што одбележува успешни приказни во нашето општество. Ги вреднува и ги наградува. Ги вреднува и ги наградува, баш така. Значи, настанот, главната цел беше тоа, да покажеме дека и кај нас има луѓе кои што придонесуваат во општество. Затоа се потрудивме уште од самиот почеток да создадеме категории или типови на награди за да фатиме повеќе категории, луѓе од повеќе индустрии, луѓе од повеќе области. Со што да се види дека имаме успешни луѓе во спортот, успешни луѓе во културата, успешни луѓе и во медицината, успешни луѓе и во уметноста, во секое поле. Речи си, во секоја област во заедницата имаме луѓе кои што придонесуваат, велиш дека можеби малку повеќе даваме внимание на мажите, но сепак и жените учествуваат со тоа што гласаат. Може да кажеме дека имаме и равноправност и тука. Има. Со оглед на тоа дека ги наградуваме мажите. Професоре, ја понесовте титулата Маж на годината за 2021 година. Не знаете дека ќе добиете наградата, имаме инсерти, ќе ги видиме во текот на разговорот. Бевте навистина изненаден. Што за вас представува пред се едно вакво признание, некоја посебна дополнителна одговорност на некој начин? Секако, најнапред и јас да ви се заблагодарам за поканата за учество во емисијата и морам да кажам дека ми е многу пријатно што сум во друштво со Мартин, кој што со својата екипа се покаже извонреден организатор и креатор на еден ивент, на една манифестација која што на некој начин на сите ни фалеше. Ни фалеше во ова регионално и глобално сивило, нешто такво кое што е пријатно за гледање, пријатно да се учествува во него, нели, меѓутоа кое што носи порака. Носи порака за она како треба да се однесуваме, за тоа како треба да влијаеме на околината и за тоа каков пример треба да покажеме. Сега ќе се надоврзам на вашето прашање. Беше извонредно изненадувачки во првиот момент. Јас се изненадив, едноставно се стаписав, за да многу брзо потоа, нели, ве облее едно чувство на задоволство, едно чувство на среќа, нели, и да потоа полека се адаптирате, за да неколку дена после тоа, истото тоа чувство на најпрви изненаденост,
потоа задоволство и среќа прерасне на вистина во обврска. Ке си кажете, чекајте, ова е интересно кажано титула, па ја носиме титулата следната година, нели? Меѓутоа треба да имаме некоја обврска, треба да пренесеме нешто, треба да покажеме нешто. Да, тоа е резултат на можеби нешто што сме постигнали, или сме се однесувале на овој или оној начин досега. Меѓутоа треба тоа да представува пример. Не треба да представува пример само за помладите, треба да представува за околината на секој чекор, секаде каде што битисуваме, генерално за општеството, да. Практично овој ивент не подсети на тоа дека во едни поодамнешни времиња, нели, имавме луѓе со не дека денес можеби не би можеле да ги имаме. Самото општество на глобално ниво на некој начин во поинаков правец води. Дека имавме луѓе кои што навистина имаат содржина. Не разбирате? Треба да се има содржина, треба да се има начин на однесување, треба да се има начин на постапки кои што имаат свој концепт, кои што имаат своја идеја малку подалекусежна, нели? И да сето тоа заедно со однесувањето цивилизирано и пренесувањето на знаењата или на начинот на однесување представува нешто што ќе биде препознаено како дали джентлменство, дали нели, не знам како би го нарекле. Во секој случај самата титула, повторно во наводници ќе кажам, е нешто бескрајно пријатно, нешто што навистина за што на човек навистина ќе му представува особено мене бескрајна чест. Но секако, ова последно што го споменавте, е голема обврска. Зборувавме, професоре, и со вас и со Мартин, пред да ни започна разговорот, зборувавме дека ви ни доаѓате од две различни генерации. Од вашата генерација, која што носи со себе етички, морални вредности, некои други начини на однесување, кои пак оваа помлада генерација, во која што е Мартин, сакаат да ги возобноват, затоа што се изгубиле. Точно. И многу сум среќен што има една ваква екипа и вакви млади луѓе што сакаат да ги возобноват. Навистина, ние сме меѓу последните генерации кои што бевме кодирани на тој начин кој што претходно го споменавте. Така. Споменавте, нели, кодирани со еден одреден начин, позитивен на однесување и на едноставна честност кон околината, на едноставно чувство дека најпрво треба да се направи нешто за околината, за друштвото, за општеството, а тоа ќе се врати на овој или оној начин. Не како денес да се врати само во материјално, нели? Туку секогаш ќе се врати, секогаш ако нешто направите за другиот, ако нешто направите за околината, за општеството, секогаш прво и основно се враќа бескрајна сатисфакција како во моментов. Да, си бара начин да се врати, точно во право сте што велите, зошто да биде очекувањето постојано дека мора материјално да се врати. Точно така, меѓутоа затоа и ви велам, ние бевме малку поинаку кодирани и точно сме меѓу последните генерации, ако не и последната, која што на тој начин е кодирана, иако што мене воопшто не ми се допаѓа. За да функционираме добро во денешното општество, мора и ние, постарите генерации, да се адаптираме на некои нови начини, да не речем на размислување, меѓутоа во даден момент на однесување, за да се постигне нешто. Но затоа доаѓаат овие млади луѓе, нели, кои што ќе не вратат и нас, меѓутоа и другите млади, се надевам на колосекот, почнувајќи од еден ваков ивент, нели, кој што во прв ред е како манифестација, приредба, пријатна, гламурозна и така натаму, меѓутоа остава порака. Таа дефинитивно остава порака. Која е пораката и всушност ова се тие нешта за кои што збориме, морални, етички норми, вредности, што треба да се возобноват како главен приоритет во организација? Многу ми е драго што професор Сашко го кажа тоа и го потенцираше дека да, настанот како настан е гламурозен и е од еден голем тип, но позади самиот настан стои една сосема друга порака. А пораката е можеби тоа и што го зборевте вие сега и во пред емисијата во еден неформален или разговор, дека во денешно време можеби се изгубени, да речеме, оние вредности кои што некогаш ги имало општеството и дека се повеќе можеби се цени и денеска материјалното наспроти вредната работа, трудот и некој што сака да остави некој белег во општеството. Како што каже професорот, вие треба да дадете прво на ова општество каде што живеете и каде што функционирате, а потоа тоа самото ќе ви врати. Има повеќе пораки кои што самиот настан треба да ги сака да ги пренесе.
Ќе се смени нешто за ова 5-то јубилејно издание или пак ќе си остана 13 категории и главната награда, нели, се разбира, и критериумите во кои што се доделуваат? Веќе првите 2 години мислам дека имавме по 10 награди, или првата година, после тоа ги зголемивме наградите на 13, и оваа година јубилејна ќе си останат истите награди. Мислам дека самата еуфорија, самата заинтересираност на луѓето, самата препознатливост за настанот од година во година се менува. Луѓето веќе почнаа да го очекуваат, луѓето веќе се повеќе зборуваат за него. Бројот на наградите останува ист. Еден од најважните сегменти во самиот настан е тоа што сакаме да биде транспарентен и сакаме да биде навистина реален. И да добијат награда оние луѓе кои што навистина ја заслужиле, да, и придонеле со нешто. Токму затоа секоја година се трудиме да имаме и се трудиме да биде различна еминентна жири комисија составена од повеќе од 20 членови. Таа жири комисија е со различни профили на луѓе од различни категории, дали се тоа новинари. Има ли жени? Има. Добро. Повеќе се дури. Да, добро. Тоа е интересно. Многу важен сегмент, затоа што жените се знаат да бидат многу квалитетни критичари. Мислам дека се и покритички настроени за разлика од добро. Значи квалитетот да исплива. Токму таа жири комисија од луѓе кои што веќе се истакнати во одредени области, новинари, професори, имаме луѓе од медицината, луѓе од спортот, да речеме, кои што ги следат секојдневно и тој им е работа. Мислам дека они имаат повеќе, како да кажам, нивниот глас повеќе би се слушали, они знаат повеќе меродавно нивното мислење, да. Нивното мислење не е важно кој може да влезе во категорија и да биде номиниран. 30 ноември. 30 ноември, да. Настанот, да. 30 ноември. Таа е датата? Таа е датата, секоја година, уствари, настанот се држа последната среда од месецот ноември. Така, да. Тоа е некако традиција една, да го завршиме месецот на машкото здравје, тогаш е веќе крајот на годината, да не се поклопиме нели после од новогодишните празници и прослави, така да малце како... Да. Среда со среќа некому ќе донесе и 2 награди како и за вас во 2021 година. Со оглед на тоа дека едно преубаво чувство на задоволство и на среќа како припадници за нас во општество беше моментот кога во исчекување го чекавме исходот од првата трансплантација. Јас паметам дека бев тука утре дента на емисија, дека ве побаравме, вие на Скајп ни се вклучивте, по не знам колку часа во сала си пак се вклучивте да кажете дека се заврши како што треба. И сега веќе тоа е рутина за вас, тие трансплантации, да. Но сосема очекувано. И велите, да, мојата работа се вреднуваше и сте благодарен за тоа и ја понесовте титулата маж со најголем придонес во општеството. Така, точно така. И тоа е нешто посебно за мене. Тоа говори, знаете, што не само што се однесува до трансплантацијата, која што во повеќе наврати кажав е круна на целата работа, круна на сите работи претходно направени, на сите процедури, на се. Да. Нели, на целата работа, но исто така е навистина прекрасно чувството да се знае дека сето она што сте го правеле во текот на целиот живот, сите оние жртви, лични, фамилиарни и така натаму, во текот на долг временски период, ете едноставно некој знае да ги вреднува. И некој ви вели, да, вие навистина сте допринеле во ова општество. Значи, не било тоа залудно едноставно. Тоа биле години на работа, на труд, на учење, спознавање, реализација на многу проекти, реализација на многу операции, интервенции за кои што представуваше, се разбира, круна трансплантацијата, меѓутоа тоа признание е исто така бескрајно пријатно и раѓа на вистина дефинитивно чувство на задоволство, затоа што не е залудно се што сте правеле досега. Некој знае да го вреднува тоа, некој знае да ви го каже, нели, вистинскиот збор, нели, еве имате награда за вистински допринес во општеството, разбирате? Професоре, за нас како обични граѓани е огромно задоволството да сме спокојни на некој начин дека медицината оди многу напред кај нас на наша територија. И со наши доктори, пред се наши луѓе.
И сега ја завршуваме оваа 2022 година, малку помалце зборуваме за короната, фала Богу, но во ваши раце бројни пациенти, бројни успешно завршени операции, може така да кажем, ајде не само и за трансплантациите да зборуваме. Како ќе завршите 2022-та? Во какво расположение се некако ги собирате или ги сумирате ли сите настани? Сега мислам дека ова е одличен период кога си правите рекапитулар на се она што поминало, ретроспектива и искрено да ви кажам, ова година беше мощна успешна и на професионален и на личен план, нели, фамилиарен план. Успешна на професионален затоа што успеавме уште неколку нови процедури да воведеме и повторно ќе кажам, јас во неколку наврати го имам тоа кажано, нели, по медиумите. Ние работиме се што значи state of art во медицината. Се што се работи било каде во Европа го работиме и брзо го имплементираме. Едноставно сме така ориентирани, нели? Точно е тоа дека малку потешко можеме финансиски да бидеме пратени, иако малку жонглираме со тој момент и со тоа што влечеме напред, па во даден момент може да бидеме непослушни, меѓутоа крајот е тој дека работиме се што се работи во Европа и дека ниту еден пациент нема потреба, што е најважно, ниту еден пациент нема потреба да биде испратен на лекување во странство. Буквално сите нови процедури се имплементирани, имавме такви две нови годинава, нели, посебно на крајот сега со хирургијата на аритмијата, која што е многу тешка хирургија, значи и тој програм го започнавме, многу други тешки пациенти кои што се со нормална патологија, меѓутоа нели оптеретени со многу коморбидитети, најтешките пациенти и така натаму, и на професионален, нели, план, навистина поминавме и поминав многу убаво оваа година, исто така беше убаво и на фамилиарен план. Единствено што би рекол и повторно секогаш го кажувам, нас ни фалат луѓе и секогаш ни фалат луѓе, ме разбирате. Затоа што многу млади луѓе си одат едноставно надвор, а на тие млади луѓе да им пружиме да останат кај нас, нели, голем дел од нив и нема да заминат, затоа што вие ако дома им пружате наука и медицина вистинска, тие многу од нив и нема да отидат. Меѓутоа едноставно не можеме да го изреализираме тоа. Се надевам дека ќе зборуваме за во следната година за овој последен разговор, позитивен исход, дека ќе имаме повеќе млади луѓе, па за кадарот малку повеќе ќе зборуваме во позитивна насока. Но дотогаш благодариме за успешноста на вашата работа во делот дека без разлика и на пречките не застанувате. Така е. Така е. Мартин, 2022-та ќе завршите со многу убав настан, избор на мажи на годината 2022. Без разлика кој ќе биде избран годинава, секогаш професорот, докторот Сашко Јовев ќе биде мажот за 2021. Ќе носи титулата. Нема да те прашам кој ќе биде годинава. Не можам и да ти откријам. Не смеш, добро. На 30, но ќе прашам вака. Дали сите награди веќе имаат собственик? Па поголемиот дел да. А се уште е неизвестно? Се уште е неизвестно, има уште неколку награди кои ќе станат и кои што чекаме жури комисијата да гласаат. А значи тесно е негдека? Тесно е. Ќе видиме. Ќе видиме. Ова се уште повеќе заинтригирува да видиме што ќе се случи. И главната награда се уште не се знае. И главната награда? Да, не се знае. Добра. Навистина ќе биде интересно да се слушне и кој годинава ќе ја понесе наградата. Нека остани понатаму, нека биде настанот кој што ќе вреднува, ќе наградува сосема заслужено и ќе признава труд. Избор на мажи на годината, 5-то јубилејно издание, ви посакувам уште по толку да има за што да зборуваме. Професоре, да има, како што велите, повторно каде да се спремиме, да одиме, да поминеме една прекрасна вечер. Така е. Така? Така е. Да се видиме со пријатели, ако ништо друго, да вреднуваме и да имаме зошто да наздравиме. Точно така. Ви благодарам што ми бевте гости. Ви благодариме.